Добра вечер, почитувани. Почнуваме со емисијата Аргумент Плюс. Мој гостин денеска, како што најавив и во централниот дневник, Горан Рафаеловски, стопанственик. Господин Рафаеловски, ви благодарам што ја прифативте поканата. Ви благодарам за поканата и на вас. Ке почнеме со актуелната состојба. Таа не е розова ниту кај нас, ниту глобално. Како стопанството се снаоѓа и гледате ли барем зрак некој надеж дека може побезболно да ја поминеме оваа тешка криза што не очекува, зашто сепак прогнозите не се баш оптимистички? Прогнозите во македонското стопанство не се оптимистични од 2012 година. Значи, македонското стопанство не е изненадано со неоптимистични прогнози. Затекнато е, сериозно е затекнато со дополнување на здравствената криза, која траеше сериозно долго, поготово во првата година кога едноставно никој не можеше ниту во светот, ниту кај нас да се снајде во здравствената криза. Имавме некои мерки на владата во тој период кои ги даваше како за задржување на работни места со помош на плати и така натаму, кои се покажаа како на крајот недоволно ефикасни, а многу потрошени средства. Не е дека имале лоша намера, напротив, намерата е добра, но уште тогаш велев дека малку поинаку треба да се направи тој сет на мерки за да даде малку поголем ефект. И ние таа криза, за жал, воопшто не искористивме за она каде што најмногу не боли, поточно да вратиме дел од популацијата назад во Македонија, која што го изгуби тогаш своето работно место во Германија, во Западна Европа, било каде и така натаму заради пандемиската криза. Ние не го направивме потегот што требаше да го направиме, за кој повеќе луѓе аудира, јас можеби и највеќе, дека ние сега треба да направиме нешто или некаква помош што ќе не доведе во подобра стартна позиција кога ќе замине оваа криза. После оваа криза дојде така наречена енергетска криза, за која што не можам да кажам дека западните земји не беа делумно спремни, значи делумно беа спремни, а можам да кажам дека беа спремни исклучиво од причина што голем број на италијански компании, голем број на германски компании, таму каде што имаше слободна струја или однапред со поевтина цена ја купува, тоа значи точно знае однапред, можеби 6 до 8 месеци пред да започне енергетската криза, они закупија огромни енергенси од Република Босна, да речеме, што значи Српска во Босна каде што има големи капацитети на термоелектрани, во Украина закупува и така натаму, значи и знае дека ќе се случи некаква криза, а кризата е пред се поради предвременото напуштање на термоелектричната и нуклеарната енергија, значи предвремено, и тргнување кон зелена енергија. Презедовме ли ние доволно мерки и како се снаоѓаме со оваа криза, да пречекаме нели оваа најтешка зима што не очекува? Особено сме загрижени бидејќи покрај најавите дека ЕСМ ќе произведува 100% од потребната струја за регулираниот пазар, плюс дополнителни 20% ќе го зголеми производството, сепак сведоци сме дека изминатиот период, последниве недели третина увезуваме од струјата. Како се справуваме, гледате ли тука зрак надеж дека може некако да ја пребродиме полесно криза? Зрак надеж како Македонија не гледам. Зрак надеж како регион, ако се договориме со регионот, ова што започнавме отворен Балкан и така натаму, заеднички да настапиме, па заеднички да закупиме капацитет на струја, тука некаков зрак на надеж гледам. Ќе ја земеме со поголем капацитет, ќе ја поделиме така како што ни е потребно или колку ќе учествуваме, но кога на пазарот ќе излезете и ќе побарате поголемо количество однапред и ќе гарантирате со одредени средства, многу е полесно отколку кога ќе настапите сам со ваква земја каква што е Македонија, веќе можам да ја наречам во микроземји, бидејќи ние сме сериозно под 2 милиона жители. Значи, буквално микроземја, предградие на еден голем град или така натаму и така натаму. Како да тргнеме? И од таа причина не гледам дека ние баш така едноставно како поединци или како поединечна држава ќе се снајдеме. Регионално имаме некаква шанса. Но, од друга страна, не смееме да заборавиме дека во Македонија во последните 20 години не е инвестирано освен во браната Козјак во ниту еден капацитет.
Очекувате ли рестрикции, дефекти? Еве веќе ги имаме на почеток, меѓутоа што очекува стопанството? До сега Господ не галеше. Имавме релативно мека зима. Не знам како ќе изгледа ако имаме тврда зима. Значи, ние сме имале пат на систем и во најдобри времиња. Заради тоа што системот далеководите и така натаму, капацитетот на подстаниците не е секогаш на завидно ниво. Значи, ниту е модернизиран, ниту е направен на завидно ниво, ниту пак некој инвестирал да го поправи тоа. И од таа причина, нашето неинвестирање во енергетика, па повеќе од 20 години, жестоко ќе се одрази и се одразува на целото стопанство во Република, ајде да кажам, Северна Македонија, бидејќи, значи, жестоко. Ние ништо не имаме блок на Рек Битола кој доживеа 40 години. Значи, роден ден на 40 години. Тој требаше да биде затворен по сите предмери пресметки пред 5 години. Ние можеме насила да го држиме уште 5 години. Тој капацитет од 600 мегавати. Сега во овој момент може максимум да постигне 400 мегавати. Доколку работат сите три блока. Кај нас скоро никогаш не работат трите блока, бидејќи ние блоковите се сервисираат, но не биле ремонтирани подолг период, значи во паузи од едно до друго раководство. Ние сме имале моменти кога не сме ги навремено сервисирале. И ако сега навремено ги сервисираме, до некаде трите блока може би ќе дадат по 180, а не својот максимум по 180 претерав, по 150-60 мегавати ќе дадат блок или ќе дојат некои си 420 до 450 мегавати, што е исклучително оптимистично гледање на работењето на Рек Битола, кој е скоро половина од производството на целосно на нашата држава на електрична енергија. И ние го имаме еден ослов, имаме еден тето кој те функционира, те не функционира заради разни сопственички односи и донесување или носење на газ, кој многу тешко ќе го донесеме. Заради тоа што, знаете, како год да кажете и како год да замислите, горе на Куманово, таму каде што е гасовод со Македонија и Бугарија, значи од каде што ние го добиваме гасот или на линијата, стојат 20 луѓе од Газпром. Па ние можеме што сакаме да кажеме, ако не решат или ја затворат линијата, за нас ќе биде линијата комплетно затворена. И тоа е вистината. Таквата вистина сигурно ја знаат и во влада, сигурно ја знаат и поголем дел на луѓе кои се занимаваат со оваа проблематика. Рековте Европа не подготвено, меѓутоа сепак се подготвуваше. Дали ние навреме презедовме мерки, во смисла на набавка на енергенци и слично, и како ги коментирате мерките кои што досега се донесени за помош на граѓаните и на стопанството? Доволни се или треба подрастични мерки? Што е до граѓаните? Некакви мерки се носат. Што е до стопанството? Суштински се носат погрешни мерки. А зошто е тоа така? Тоа е така заради тоа што во стопанството, освен самиот стопанственик, никој повеќе нема идеја да вложи. Туку сите политички субјекти купуваат време од избори до избори. И како поготово во еден даден период навикнавме да имаме на 2 години избори, ние дојдовме во ситуација што работиме во стопанството да не знаеме кога и во кој момент било што може да инвестираме, бидејќи во моментот на инвестицијата, ако ви почне циклус на избори, вас ви запира се. Од дозволи, од работење, од параметри, се ви запира. Тоа малтретирање што се направи врз стопанството, ја покажува сегашната ситуација или крвна слика на стопанството, која што е во исклучително лоша ситуација или состојба, или кратко кажано, ако ја споредиме со крвта, нас не фали хемоглобин или железо, а без железо многу тешко се функционира. Стопанството излегуваше со апели за помош, дури имаше и најави дека 30% од вработените ќе бидат отпуштани од јануари, доколку не се преземат некои подиректни мерки, особено околу сметките за струја што им се. Каде се најголемите
проблеми во предстојниот период? Дали ликвидноста, недостапност до кредити, каде ги гледате тие проблеми на стопанството и дали се уште овие ризици може да се исполнат бидејќи оние 30% од вработените да останат и без работа или на привремени одмори и слично, бидејќи сепак стопанството, како што кажавте, ја живее веќе и третата криза од 2020, веќе сме во криза. Не, ние сме од 2014 во интензивна криза со излегување од парламент на една политичка партија која не престанува. А во моментот имаме пандемиска, енергетска, а сега и воена криза. Значи, имаме светски кризи, а ние сме во криза и без сериозно општествено обкружување за да може да работи стопанството, веќе од 2014 година. Нашето стопанство е сериозно уморно. Безидејно, нека не ми се луптат стопанствениците, ама и безидејно, уморно и без капацитет, она што најмногу му треба луѓе. Вие ако немате луѓе, не е важно какви машини ќе имате. Луѓето го прават профитот, луѓето ја носат идејата, луѓето го подигнуваат степенот на работењето во одредена компанија. Ние имаме многу за работа, ако сакаме да задржиме воопшто стопанство, не вака стихино, како што го имаме со години, воопшто во нашата земја. Ние имаме сериозни проблеми кои не пробуваме да ги решиме, туку ги ставаме под тепих. А тоа ставање под тепих на крајот го носи конечниот резултат. Да немате стопанство, да имате се помал број на луѓе, што покажа и последниот статистички попис. Од 2 милиона и 100 луѓе предпоставени, сега имаме 1.850.000, или реално ние немаме повеќе од 1,6 милиона луѓе во нашата земја. Знаете ли колкав мал капацитет е тоа за било кое стопанство доколку сака да расте? И ако на згора на сето тоа го ставиме дека целосниот развој е во Скопје, немаме никаква диверсификација, никаде. И каде што скрос имаме напуштени места, градови, села и така натаму, јас голема иднина, ако не се седне да се направи сериозен план за развој, каде што ќе влезете инфраструктурно, енергетика, да видиме што е можно да се изгради во рок од 5 години подитно, да не бидеме толку енергетски зависни. Инфраструктурно имаме пат Кичево-Охрид кој ни носи само загуба, не е направен воопшто, до сега мораше да се направи. Нема никакво оправдување. Никакво оправдување немаме патот што не е започнат до Приштина. Никакво оправдување немаме патот што не е започнат до Крива Паланка, до граница со Бугарија. Никакво оправдување немаме што не е започнат патниот правец Гостивар Кичево. Значи, никакво оправдување немаме што со години го влечеме патот и регионален наместо автопат да градиме до Битола преку Прилеп, каде што луѓето и коли искршија и животи изгубија. Секој дневно имаме по некоја сообраќајка, а за жал и многу жртви на тој пат. Што значи неинвестирањето во сопствената земја и работењето на дневна политика, каква што се случува во последниве интензивно 20 години, не доведе во оваа ситуација во која се наоѓаме. Грешката е системска и огромна. И затоа не е моје веќе да кажувам, ама сметам дека ниту една политичка партија не е во состојба да го поправи она што во Македонија го расипаа заедно двете, вклучувајќи ги сега и ДУИ, бидејќи многу сериозно партиципираат во власта подолг период. Трите. Тоа што го расипаа, ниту една од нив не може да го поправи, ниту пак некоја нова. Или ќе имаме некоја принудна управа, или ќе имаме сериозна техничка влада која ќе направи нешто каде што во рок од 3 до 4 години ќе ги постави стандардите за живење и работење, каде што пребројната администрација од 120 и неколку илјади, која ефективно се уште 30.000 на договор за дело, број 150.000 ќе ја намали за најмалку 30.000 луѓе. Каде што наместо да фалат тие луѓе, делото од административците ќе се преобучат, дел ќе се направат сериозни
програми електронски за комуникација, да немате да има потреба вие да дојдете од Битола до Скопје да извадите некоја дозвола туку електронски да го решите прашањето без појавување на шалтер и без плаќање човек на шалтер, а тие луѓе на кои што ќе им кажете дека веќе не се потребни во администрацијата, ќе им обезбедите 2 годишни плати, 2,5 годишни плати, за да го обезбедите мирот. И поевтино е еднаш да платите, отколку на месечно ниво да плаќате најмалку 30 милиона или 360 милиона годишно. 30 милиона кошта 30.000 луѓе, 30 на месечна основа, или 360 милиона евра. Знаете каква буџетска дупка тоа покрива? Имаме друг проблем. 98% од компаниите се микро и мали. Сметате ли дека тие ќе можат да го издржат овој удар или ќе имаме затворање на голем дел од компаниите? Огромен проблем во Македонија е тоа што ние не создадовме компании. Ние создаваме компании од политичка власт до политичка власт. Ќе викнеме, ќе ја дадеме 5 тендера, ќе ја направиме огромна, од 15 вработени ќе ја зголемиме на 500 на 1000, како ќе дојде новата политичка власт, ќе уништи во целост. Уништувањето... Бизнисот нема никаква врска во тие политички калкулации? Бизнисот е иземен од ова? Бизнисот ја направи својата грешка 1991-1992 година. Постојано ги повторува. Ја направи својата огромна грешка, кога по секоја цена влезе во политиката, се постави како силен фактор во политиката, имавте илјадници стопанственици, што беа на некаква функција, а имавте и голем број на пратеници што беа стопанственици. Од секторот стопанство беа пратеници. Таквото мешање на економија и политика, мешање на моќ и пари. Или ќе одите по моќ, или ќе одите по пари. Тоа што тогаш го помеша стопанството на Македонија, ги измеша кончињата, страшно одговараше на новите политички структури што дојдоа и ја искористија политиката не само за моќ, туку за правење на огромни средства и пари. Па сега гледаме наеднаш како имаме судења да некој има огромни средства, а која ќе му ја видите позадината од каде, би требало да нема никакви. Бидејќи согласно платата што ја примал или средствата што ги правел, не е возможно да ги има тие средства. Но ние сите сме глуви и слепи кога ќе дојде во прашање дека некој крадел. Страшно ни е да кажеме дека некој краде и не краде нас сите заедно. Бидејќи сите се надеваат дека ако утре дојдат, ќе имаат истата прилика и тие да го направат тоа. Ако тоа не престане и не се пресече, не гледам никаква иднина, ниту за стопанство, ниту за развој, ниту за задржување на млади луѓе, бидејќи веќе и старите сакаат да се заминат од нашата земја. А сметате дека ќе има политичка волја во општеството сето тоа да се случи, бидејќи сето тоа од партиите не. Па кој може сето тоа да го направи, да речеме на некој начин? Па, искрено кажано, јас не гледам многу излез во целата ситуација и ја не сум песимиста. Не гледам многу излез, заради тоа што имаше случај кога Европа и нареди на Италија да има техничка влада од 2 години, кога Италија од една бездна која отера Берлускони и така натаму ја доведе во некоја равна, заради тоа што донесе техничка влада која стварно ги реши огромен број на прашањата. Имавте министерка за труд и социјала која плачеше бидејќи требаше да отпушти 150.000 луѓе во неколку дена и ги отпушти. Која требаше да намали пензии, која требаше да намали други работи и го направи тоа. И од таа причина не гледам дека политичка партија која сака утре да излезе на избори и не сака да се закопа самата себе си, дека е во состојба да го направи тоа. Техничка влада или странски фактор? Сеедно. Сеедно некој треба да се нафати и да ја заврши таа работа многу сериозно. Има и во Македонија луѓе кои имаат храброст, имаат моќ, имаат сила да го направат тоа.
Ако никој не сака да се нафати од тука и сака да продолжат со сопствениот живот, да не се мешаат, може би нешто од странство, некако фактор кој што ќе биде на ниво на природна управа, бидејќи јас ништо не гледам дека се прави да се подобри ситуацијата. Ниту во енергетскиот. Значи не купивме струја кога требаше да ја купиме или да порачаме да купиме по одредена цена, бидејќи истата до јануари некако и ќе се движи. Што ќе правиме во февруари? Замислите зимата да го продолжи сопствениот месец, што ни го поклони во ноември, да го продолжи да биде до крајот на март жестока или на почетокот на април. Како ли тогаш ќе изгледа тоа? Колку ли вработувања ќе имаме надвор, бидејќи микрокомпаниите не може да го издржат тоа. Еве и сега имате најава на огромен број на мали угостителски објекти кои велат ја зимово ќе затворам. Не можам да издржам да ја платам струјата, сметката и така натаму. Имате еден куп мали дуќанчиња кои викаат јас зимово веројатно ќе затворам бидејќи струјата ми прави сериозен трошок, производства кои струјата ми прави сериозен, и ако не остава да купуваме на слободен пазар, значи ако се дојде да се купува, ако се дојде да се покачи до толку сумата, нема да може да издржи стопанството тоа да го направи. Народната банка денеска излезе со ревидирани проекции за растот на брутодомашниот производ од 2 до 2,3%, опоравување наредните години, меѓутоа тоа е раст кој не е доволен за нашата економија. Знаме дека ни треба над 5% раст за да може нешто да се почувствува. Гора на тоа се зголеми проекцијата за инфлација 14,3%, годинава 8,9% наредната година. Дали сето ова ќе може да го издржат граѓаните и стопанството? Што ова конкретно ќе значи оваа инфлација која ја јаде платата, стандардот на граѓаните, конкретно и за граѓаните и за компаниите? Значи реално инфлацијата по граѓанинот, ако не земе статистички куп, бидејќи статистика е сериозна наука, ама сериозната наука многу често се користи за изедначување на работите. Работава е, ако имате компир манџа, еден јаде месо, еден јаде компир, заедно јадеме компир манџа. Во ситуацијава статистиката буквално така се користи. Ке вулгаризирам, но тоа е вистината. Не смеете вие статистиката така да ја користите. Да, на ниво на сите производи е 14%, ама на ниво на живота и на ниво на стандард е 30%. И веќе народот сериозно е осиромашен. И ако ја погледнеме на крајот на годината бројката на луѓе кои што не може да се прехранат сами себе си, ќе биде фрапантно голема и тешка. Таа фрапантно голема и тешка бројка, бидејќи македонското стопанство не се разви никогаш и 97%, трагични 97% работат во микро, мали или средни предпријатија, само 2,5% работат во големи предпријатија. Значи, толку е тажна бројката на македонското стопанство. Значи, ние немаме компанија мотор која може да ја повлече и да повлече микро и малите фирми да работат за нејзе. Значи, немаме 2, 3 локомотиви, 4 кои ќе повлечат, зашто ние не создадовме. Ние немаме фирма која е потешка од 100 милиона. Ние немаме ниту еден богаташ на Forbes, сема онака на сила ако сакаме да ги бутнеме во даден период и така натаму. Кога биле на политичка функција или близу политичка функција, тогаш станали и наеднаш пропаднали. Се пропаѓа тоа. Ниту се доаѓа така. Или сте таму, или не сте таму. Што значи, тежината на нашето стопанство е во, како да се изразам, во многу лесна категорија. Значи, ние немаме стопанство кој има своја тежина, немаме некој што ќе повлече сериозно. Дури и најголемите вработувања ни се странски инвестиции, најчесто во зони, кои служат само како бафер за покривање на извозниот капацитет на Македонија, да не кажеме дека сме тотално увозно зависни, бидејќи тие увезуваат производи па изведуваат обогатени, има некаква разлика во целата ситуација која ја прават, но парите не остануваат тука од нив. Само тие што се во стопанството во Република Македонија директно, ако се странци, тоа можеме да ги третираме како домашни компании. Бидејќи се на територија, бидејќи се не е важно што е странски инвеститор, работат, ги плаќаат сите даноци на оваа територија, немаат така наречен
даночен рај или tax holiday, како што го викаат 10 години и сите, туку дефинитивно тие функционираат, работат и плаќаат се од првиот момент. Бидејќи е тоа така, многу е мал капацитетот на тие компании што вистински функционираат во нашата земја и многу е мал за да бидат мотор на микро и малите компании кои на дневна основа се гасат и на дневна основа се создаваат нови. А тие буквално носат микро и малите 89% од вкупното вработување на работоспособно население во нашата земја. Раст 2,9%, денеска почна расправата за буџетот за наредната година. 2,9% има ли надеж стопанството да може сето тоа да го испорача? Убаво е да си оптимиста, но 2,9% и 114% инфлација не е раст. Македонија од 95-6 година само еднашка има раст или два пати од 6 до 7% и тоа е се. Ние никогаш не го фативме за маесот на раст. Секогаш имаме раст кој не е раст, туку е всушност слободен пат на македонската економија. Буквално слободен пат. Вие ако во евро на годишна основа се е предвидено дека поскапува за 1,5% или инфлација имате од 1,5%. Реална, ако имате 2% раст, вие немате раст. 2,5% иако е оптимистично, сметам дека е оптимистично бидејќи се сака да се биде оптимистично и ќе има негово преработување, за жал на полошо, не верувам на подобро. Во буџетот 250 милиони евра за помош на граѓаните и на стопанството наредната година. Но она што денеска остави впечаток е дека Народната банка кажа дека јавниот долг ни е многу висок и дека ќе нема фискален простор за да се реагира со некакви субвенции, ќе немаме дополнително простор. Дали тие пари се доволни? Што сметате што треба да се направи? Одамна зборувам дека ако зајмите пари, немојте да ги зајмите за да купите сендвич денеска. Туку позајмите за да купите намирници и нешто што ќе произведете за да имате сендвич утре. Ние позајмуваме постојано за денеска. И ова позајмување за денеска од 250 милиони само ќе остане на терет на идните генерации, што ќе останат овек. Никогаш не е добро кога зајмите на дневна основа. Секогаш е добро кога зајмите за иднина. Ако позајмат за иднина, за изградба на инфраструктура, за изградба на термоелектрани, за изградба на енергетски систем сериозен, за изградба на мелиоративна мрежа во земјоделите, за укрупнување на земјоделските површини, создавање на јавно-приватно партнерство помеѓу компанија која што ќе ги обработува земјоделските површини за име и за сметка на тие што ги здружиле, да не купува секој комбајн, секој трактор туку со еден, да се договори со каква култура ќе се настапи, да се направат фабрики на таа основа на кои култури ќе ги имаме, да не ги продаваме само како сирови производи, да почнеме со едукација која доведовме на нулта рамниште и произведуваме само економисти и правници, немате веќе во училиштата нити физичар, ниту хемичар, ниту математичар кој ќе им предава на децата како ќе ја држиме наставата, како ќе едуцираме, а не дај Боже да развиваме некоја наука која утре ќе му помогне на стопанството или некоја иновативност која можеби ќе донесе до раст. Ние сериозно ви кажувам дека корените промени се потребни. Корените, веќе Македонија го губи своето драгоцено време. А флоскулите дека сега кога ќе го промениме уставот по втор пат, ќе влеземе во Европска унија и таму ќе тече мед и млеко, погледнете соседна Бугарија, како е и на кое рамниште е. Значи, во Европска унија се добри тие што се добри.
Вие мора да ја понудите нешто. Не можете само како питач и постојано со раката да ви е пружена и да молите. Дајте па дајте. Никој, значи ќе ви дадат еднаш, ќе дадат и вие кој ќе погледнете некого колку да ви е симпатичен, кога трет пат ви бара нешто ќе го избркате. Бидејќи сме многу на крај на емисијата, ќе ви поставам 3 прашања во едно. Која е цената која ќе ја платиме за оваа криза, односно колку ќе не чини во милиарди, ќе расте ли сиромаштијата во земјата, кога глобално очекувате опоравување, а кога тоа би се случило опоравување на економијата кај нас, и да сте во моментов на власт, што итно најконкретно би превзели? На власт не посакувам и не се гледам себе си, но ако сакаат нешто вистински да направат, имаат 3 работи веднаш, имаат можност тоа да го направат: укрупнување на земјоделското земјиште и создавање и директно поправање на хидромелиоративниот систем за да може да се нешто направи, тоа е подитно. Подитно вложување, не е важно по која цена, во големи енергетски ресурси, ама во големи, зелена енергија за зелена енергија, значи права муабет за сериозни енергетски ресурси, па и термоелектрана, ако подпишете со некого договор по железница да ви донесе со брод јаглен и така натаму, значи тука инфраструктурата веднаш и школството и една работа што може да ја направат, а тоа е државата да даде гаранции за стопанствениците, да не морат кредитите да одат само хипотекарни, малку Народната банка повеќе да поработи на промена на законската регулатива и ослободување на банкарскиот минус и на неликвидни средства, бидејќи ако имате само 4% неликвидни кредити во овој момент и на историско најниско рамниште се наоѓаат, тоа значи дека вие немате реално кредитирање во стопанството воопшто. И ако вие сте врзани со хипотека за кредитот, тогаш вие не го кредитирате стопанството, не кредитирате идеја, не кредитирате развој, не носите бизнис пари, не правите ништо за да се подобри, него си ја чувате сопствената околина бидејќи ви е добро. Колку ќе не чини кризата, колку ќе треба дополнително да се позаемиме? Кажавме 1,5 милиарда, меѓутоа дали тие ќе бидат доволни и што конкретно ќе значи за граѓаните? Ќе имаме ли се повеќе сиромашни граѓани? Сиромашни граѓани ќе имаме се повеќе и повеќе. И тука на вистината треба да се погледне во очи. Кризата не знам колку ќе не чини, бидејќи зависи од тоа колку ќе трае војната во Русија и Украина. Значи од неа зависи целата светско стопанство, па и нашето, заради тоа што така наречената зелена енергија судира од глава на Германија, судира од глава на Франција, судира од глава на цела Европска унија, бидејќи под зелена енергија беше газ, а газот е руски. Господине Рафаеловски, ви благодарам што бевте мој денешен гостин. Благодарам и за поканата. Вам почитувани, ви благодарам за вниманието и останете со програмата на Телевизија 24.